Нова тема која што ја видовте, односно ја најавивме и неколку пати во Македонија наутро, а и ошто го погледнавте кусо пред нас даде совршен вовед. Со легендарното зборува Радио Скопје на Владо Малески далечната 1944 година почнува да се плете приказната наречена Македонска радиотелевизија. Она што ја прави различна македонската радиотелевизија од комерцијалните сервиси се универзалноста, инклузивноста, разноликоста, транспарентноста и непристрасноста. Јавниот радиодифузен сервис од создавањето креирал и креира програма која што негува и поттикнува како и развива секаков облик на домашно аудиовизуелно творештво. Се менуваат генерации и генерации медиумски работници, но сведоштвата остануваат овде во архивата на македонската телевизија како непроценливо богатство и културно наследство. И денешното издание на утринската програма во голем дел го посветуваме на значењето на овој ден. Имаме бројни соговорници, што овде во студиото 3, што ни сприлоси. Дел од нив препознатливи ликови кои сте ги гледале, дел од нив не сте ги гледале, но се подеднакво значајни за квалитетот на медиумскиот производ што го даваше МТВ. Затоа овој час го отвораме токму сега и одеме поред. Многу го најавувам и првиот соговорник овде во студиото 3 на МТВ. Многу од вештите новинарски пера кои што го учеа занаетот во куќава поминаа низ неговата школа. Тој е еден од ретките уредници кои што никогаш не подигнал глас на своите колеги, а секогаш го добивал тоа што го сакал како производ. Јас, иако сум дел од по-новата екипа на јавниот сервис, сепак и ден денеска кога се движите низ ходниците на македонската телевизија и кога се зборува за квалитетното и точно новинарство, професионалци кои знаеја како треба и чие перо обучија бројни квалитетни кадри, низ многуте имења често се споменува и името, неговото име на господинот кој што го имаме ова утро во нашето студио. Добро утро му посакуваме на нашиот колеги и долгогодишен уредник на вестите на МТВ Димче Велјановски. Димче, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, нека е честит јубилеот, навистина импресивно, 60 години македонска радиотелевизија. Македонска телевизија 60 години во етерот на Македонија, во светот. Импресивно. Прво сум импресиониран од сегашниот изглед на студиото, кое што возможува едни супер модерни вести и кој што е приемчиво за сите гледачи на МТВ. Јас знам како изгледаше мојот работен пат во македонската телевизија, односно преминот од образовната програма во информативната, кога прв пат се учевме правила на игра и известување и ги учев од вас, но она што мене ме интересира, кога и како почна вашиот професионален пат? Кога прв пат вие зачекоривте овде во МТВ? Па, чекорите се секогаш исти, само во различни времиња. Така, да. Јас почнав во 1972 година. Тоа речиси само 8 години после отпочнувањето на редовната програма на македонската телевизија. И тогаш, како и сега, се водеше многу сметка за образование на кадри, бидејќи телевизиското новинарство бара специфика. Не е како печатен медиум или радиомедиум. Тука, покрај инвентивноста на самиот новинар, изразувањето овозможува сето тоа што се говори да го говори и сликата. Значи, не мора нешто да се кажува со зборови, може и со слика. И тука е може би спецификата која што ги привлекуваше новинарите од секогаш. Попривлечен беше медиумот телевизија, отколку радио и печатени медиуми. Така. Имате една девиза во вашата кариера и во вашата работа, велите точна информација без сензационализам е одлика на новинарскиот кадар. За ова научивте и многу генерации кои годиниве наназад поминаа низ јавниот сервис и го обликуваа денес македонскиот медиумски пазар. Како се учеше новинарството во тоа време? Па, ова констатација е точна, таа се уште важи. Да, апсолутно. Се уште важи, тоа но мораме за жал да подсетуваме денеска, порано некако 100% важеше, но денес не многу се почитува. Ќе зборувам и на таа тема, ќе зборувам и на таа тема, но секогаш новинарот треба да биде, да не речам свесен, но да знае дека е изложен на критики во јавност.
на гледачите. Она што го презентира е подложно на рецензија на изворите на информирање, на политичките партии, на обичните граѓани. Значи, секогаш мора да биде точна информацијата, навремена, телевизискиот медиум бара и навремена информација, точна и навремена информација. Многу е лошо ако сами од себе си се најдеш во ситуација дека те демантира времето или те демантираат некои настани кои следуваат после твојата информација. И тоа беше една водилка во тоа што ги обучував новинарите како да известуваат. Секако дека секој со себе носи одредени сопствени предиспозиции на изразување, на размислување, но сето тоа треба да биде ставено во функција на медиумот и на гледачите чиј е прв и правичен интерес да бидат запознаени. Уредник на Скопската програма, дописната редакција, долгогодишен уредник на вестите на МТВ, тоа значи години од години одговорност за секој изговорен збор во етерот. Дел од информативната програма на Македонската телевизија во нималку едноставни времиња. И сега ќе ве навратам на тие нималку едноставни времиња. Постоеше ли некој настан кој што се уште ви е врежан во меморијата од аспект на предизвик да се известува или сложеност да се известува во тоа време? Па, оваа професија е секогаш сложена. Да, така ми доаѓа, да. Секогаш е сложена и стресот е секогаш присутен и во времето кога сте тука во македонската телевизија или на телевизијата воопшто, а и дома кога размислувате што следниот ден ќе работите, бидејќи и самите знаете дека вестите живеат само еден ден. Веќе утредента или ги демантираат други настани, или пак се случува нешто сосема друго. Предвидливоста е една од начините во кои што би можеле успешно да пливате во оваа професија. А подготовките и редовната информираност е важна работа, бидејќи настаните не се случуваат само сега, него се случуваат и вчера, и завчера, и прекчера, а ќе се случуваат и во иднина. Тука е формулата околу тоа како треба еден новинар да се подготвува. Оваа професија бара 24 часовен мониторинг, собствен мониторинг. Кога вака со пријателите, поранишните колеги денес разговарате, сигурно биле многу, но можеме ли некоја анекдота, некоја случка да издвоиме, дали било за некој посериозен настан, за некој настан празничен или слично, на кој што се сеќавате, требало да се третира во вести, се случило нешто и така денес се подсетувате на тоа, го раскажувате? Така е тоа, но Кристина ме праша за некои од настаните кои што го одбележа. Така, се извинувам, јас мислам дека завршивте, затоа само да дополнувам. Јас сакам да разговараме. Да. Има многу настани. Македонската телевизија беше сведок на целокупното општествено постоење на државата. Од незиното формирање, од незиното осамостојување, па до ден денеска. И тоа во сите сфери, било во економијата, во политиката, културата, во зачувувањето на националниот идентитет, на традицијата на македонскиот народ и на македонската култура. Тешко е да се издвојат многу настани, толку многу настани во кои што не сме биле присутни ние како медиум. Но неколку има кои што се столбови на самата државност. Од самото осамостојување на Македонија од поранешната Југословенска федерација, па до немилите настани од 90-та година, па потоа прославувањето на 20 години од независноста на Македонија, бројни културни и меѓународни настани. Сите тие бараа посебна организација во известувањето, бидејќи тие настани се работат главно во живо, со голема екипа, од 50-тина, можеби и повеќе луѓе, репортажни коли, новинари, посебни камери, посебни екипи. Сето тоа треба да се испланира и да се презентира. Нормално дека тука многу важна улога играат и техничката подготовка, целата екипа која што работи тука во Македонската телевизија, од репортажни коли, од техничкото водство,
главниот мастер, монтажери, сниматели, тоа е еден галаматијас од луѓе. И тоа те импресионира кога се работи, дури почнува да станува некако како навика, дека таков настан, ако не се одбележи на ваков начин, како да сме го пропуштиле настанот. А посебно ако сте дел од јавен сервис, да, одговорноста и чувството за одговорност е на уште по-високо ниво. Но ги спомена Ваня и убавите моменти, ги има на вистина многу. Јас барем вака ми зборуваат, веќе 4 години сум тука дел од јавниот сервис и ми зборуваат дека и покрај голем број на предизвици. Кога велам предизвици, зборам кога се реализира програма во живо, има и убави и неубави работи, има и нервози, нема нервози и слично, но секогаш кажуваат тука колегите и помладите и повозрастните, велат после секој пренос дали било од убав настан, од неубав настан, колегијалноста постоела, сме знаеле да се вратиме тука во телевизија, па да се разговара неколку часа што е како се случило, да се прави една ретроспектива на денот, некогаш ако има повод и да се слави до раните утрински часови, малку да помоветиме за тоа, за некои од тие настани и анекдоти на кои што се сеќавате. Ова е тимска работа. Ова е тимска работа. Телевизиското новинарство е тимска работа, не е само новинарот. Цел лане, цел синџер. Да, комплетно. Така да имало многу и убави и неубави работи, но она што излегувало на екранот, и по моја оценка, и по оценка на многу мои колеги, па дури и од некои надворешни фактори или пак од надворешните медиуми кои што се надвор од МТВ, вреди да се работело во МТВ, бидејќи секогаш од сите тие текстови, емисии, продукции биле оценувани како квалитетни, веродостојни, вистинити и ја создале македонската телевизија како медиум на кој што може да му се верува. Во мноштвото од други медиуми кои што рака на срце, некои пливаат натаму, некои наваму, новинарите исто така. Овдека се настојувало, гледам дека тоа и сега е практика, да се понуди информација која што е проверена, веродостојна и точна, и да се остави на гледачите, односно на граѓанинот самиот да процени што и како од сето тоа што се во овој галиматијас од информации е точно и вистинито. Спомена во најавата, многу од вештите новинарски пера кои што го учеа занајатот минаа низ вашата школа. Дел од нив се уште тука, дел од нив излегоа од медиумот, но по години работа, кога ќе го вклучите ТВ приемникот и ќе ги видите тие пера кои вие ги обучувавте, си велите завршив добра работа. Во право си. Да? Во право си. Веројатно и за мене некој рекол дека завршил добра работа. Новинарството така се учи. Значи се учи преку практика, но мило ми е кога гледам дека најголемиот дел од новинарите кои произлегуваат баш тука од школата на македонската телевизија, најмногу во скопската програма и во утринската програма, сега го пополнуваат целокупниот медиумски простор во Македонија и е убаво да ги гледаш. Да ги гледаш како некој, да не бидам нескромен собствен производ и да бидејќи новинарството не се учи само од еден човек, нели. Но некои лекции ги паметите од некои луѓе кои сте ги добиле, дали станува збор за уредници, дали станува збор за колеги од техника. Тоа се некои мали лекции кои што остануваат врежани и не се забораваат. Така е. Така е. 60 години македонска телевизија, 60 години професионално новинарство, ја имавте улогата уредник на информативната редакција, тогаш Вести, така, редакција Вести. Нешто што навистина е голема одговорност и ете голема заслуга за денес. Нас не се случува, ова можам јавно да го кажам. Многу од гостите кои што ги бараме велат македонска телевизија доаѓам да гостувам. Да. Сакав да кажам, сето тоа е поради тоа што се правело во минатото, имиџот кој што денес го негува македонската телевизија. Дел од заслугите се и на луѓето кои што ја граделе телевизијата низ годиниве. Какво е денес новинарството? Можеме ли да го оцениме како професионално во целото ова мноштво на социјални медиуми? Порано да се дојде до една информација. Беше многу тешко. Еден новинар требаше да истражува. Сега е многу полесно. Да, може би е полесно да се дојде до информација, но е потешко да се
селектира што е точно, што не е точно. И во времето на таблоидите, во времето на социјалните медиуми, вие што ги велите, медиумскиот простор е практично загаден од милиони информации. Јавна тајна е дека некои од нив пливаат и во политички води и дека застапуваат само одредени интереси. Не можете да ја чуете втората страна, бидејќи секогаш во секој еден настан има две страни, има две гледања на работите. Ми се чини дека ќе треба да се вложува повеќе напори за да граѓаните ја добијат правата и вистински информација, за да може и медиумот да каже дека еве ова што јас го презентирам, некој го прифаќа како такво. Македонската телевизија навистина одига голема улога во тоа, без разлика што имаше и различни критики, дека е прорежимска, продржавна или не знам како се изречено, но искрено, кога секого ќе го прашате, сите велат дека валидна информација се добива од македонската телевизија. На тоа се работеше долго време. Јас тука сум веќе долго време, а гледам дека се продолжува и така, и тоа е добар пат. И тоа е добар пат, бидејќи македонската телевизија е јавен сервис, сервис на граѓаните, во кој што граѓанинот треба да го има најважното место. А технологијата која што сега се применува, а и тогаш сме тежнееле да ја добиеме што понова технологија, за да можеме на некаков поимпресивен начин да ги презентираме и вестите, па и другите емисии, нели? Само е помошно средство. Сепак е најважен изговорениот збор или кажаниот збор. И до тоа сме држале до секогаш. Гледам дека и вие се придржувате до тоа. Каков го посакувате да биде изговорениот збор во македонскиот етер во македонската, од македонската телевизија во годините кои следуваат? 80-60 обележуваме сега, но одиме натаму, да? Одиме натаму, сигурно. Предпоставам дека нема да се напушти таа линија, дека ќе се зборува и кажува само тоа што се случило, само тоа што е вистина, дека секогаш ќе ги чуете двете страни, бидејќи во еден настан нема само едно гледање, и дека граѓанинот ќе биде во центарот на вниманието. И дека вистина ќе биде јавен сервис на граѓаните на Македонија. Добро, тоа е предноста на телевизиите. По социјалните медиуми убаво кажавте, непроверени информации пласираат без факти, без аргументи. Телевизиите може да си го задржа тоа што вие ни го оставивте, без факти, без аргументи, без повеќе страни, не е информацијата целост, не е точно. Така е. Тоа е пораката. Така е. Денеска секој граѓанин може да биде средство за информирање. Така. Со помош на интернетот, со помош на современиот начин на комуникација. Но и по тој современ начин нуди и милиони информации. И затоа треба да бидеме свесни сите дека тие подлежат на верификација од гледачите, од читателите на пишаните медиуми или од радиото слушаните медиуми. Ние правилата на игра ги научивме, се надевам дека ние, генерациите понос, ги научиме добро, за и ние, како и вие да кажеме, завршивме добра работа некогаш. Благодарам многу. Благодарам и на вас и уште еднаш честит јубилејот.